Добро ви утро, ранобудни, и добро ни дојдовте во најновото издание на утринската програма на Алфа телевизија. Добро утро секој утро. Денеска е четврток, 17 август, 6 часот и 25 минути, термин кога редовно секој утро од ова студио ви посакуваме добро утро и убав ден. Сите вие кои што во овој момент сте заедно со нас, сте наше друштво. Ајде ве повикувам некаде до 9 часот и 25 минути на заедничко дружење, да си го испиеме заедно првото утринско кафе, можеби чајче, кој како си милува во овој момент. Сите вие кои што сте во некои од туристичките места во нашава земја и кои што можеби во моментов се подготвувате да се заминете на вашето работно место, се двумите за тоа како да се облечете или какво време не очекува денеска. Еве за почеток една информација важна и значајна за сите нас. Да видиме накусо само какво време ќе не очекува денеска. Денес во Македонија сончево и топло со мала до умерена локална облачност и со слаб до умерен ветер од северен правец. УВ индексот ќе биде 8. Во Скопје претежно сончево со мала облачност и со слаб до умерен ветер од северен правец. Најниската температура утринава измерена во Македонија била 12 степени. Највисоката температура се очекува да достигне до 38 степени. Во Скопје најниската температура утринава измерена е 19 степени Целзиусови, а се очекува во Скопје температурата да достигне до 36 степени. Во моментов во Скопје 19 степени. Убаво време не очекува денеска, убав сончев августовски ден. Сите вие кои што сте некаде во туристичките места, ви посакувам убав одмор, убаво да си поминете, или пак вие кои што користите проложен викенд, или кои што можеби користите годишен одмор, ви посакувам убав одмор. Времето ќе биде убаво и ќе се стоплува полека веќе од идната недела по високи температури. Ајде за почеток, додека до утринските вести имаме уште малку време, да ве потсетам на некои од настаните кои што се случиле на денешен ден пред години. Во 986 година во Ихтиманскиот премин Тројанова врата, византинскиот цар Василий II претрпе пораз во борбата со војската на македонскиот цар Самуил, кој проложи со нови освојувања се до 991 година. Во 1902 година во Прилеп е роден Методија Антонов Ченто, македонски револуционер и државник, прв председател на иницијативниот одбор за свикување на првото заседание на АСНОМ и прв председател на президиумот на АСНОМ. Тој се бореше за правата и за слободата на македонскиот народ, за вистината за Македонија. Поради несогласување со некои ставови на тогашниот режим на Југославија, во 1946 година со пресуда на Окружниот суд во Скопје беше осуден според Законот за кривични дела против народот и државата, и тоа со лишување од слобода 11 години. Во октомври 1990 година е рехабилитиран, умре во Прилеп на 24 јули 1957 година. Само уште некоја куса информација, а тоа е дека во 1994 година во Охрид почна првиот фестивал на новосоздадени македонски староградски трубадурски песни, Охридски трубадури 94-та. Овој фестивал ќе се случува исто така и оваа година, некаде кон крајот на август. И во 2015 година на денешен ден е починат Арсен Дедич, хрватски музичар. Ете, тоа беа некои од настаните кои што се случиле на денешен ден пред години. Сосема накусо пред утринските вести, само да ви ги кажам двете теми. Едната тема ќе биде дали и колку е тешко да се преживее со две пензии од 12.000 денари. А втората тема ќе биде тоа што ни еден од македонските универзитети не се најде на шангајската листа од 1000 најдобри универзитети во светот. На овие две теми ќе ги очекуваме вашите телефонски јавувања и имаме убав разговор овде во студиото со Благоја Јовановски, уметнички директор на Академско културно-уметничко друштво Мирче Ацев од Скопје, и Ана Белевска, играорка, а ќе зборуваме за двата престојни фестивали кои што се во организација на АКУД Мирче Ацев од Скопје, и ќе зборуваме за сето она што го работи ова културно-уметничко друштво изминативе 7 децении во Македонија. 6:30, време е за вестите на Алфа телевизија. Останете со нас.
По вестите во 6:30 и вкусот на традицијата се враќаме назад во студиото на Алфа телевизија и си продолжуваме со утринската програма Добро утро секое утро. Она што следува во продолжение се вашите телефонски јавувања. Овдека ги отвораме телефонските линии за вас, а нашата утринска прва тема за ова утро ќе биде дали месецот може да се преживее со 2 минимални пензии од 12.000 денари. Пред да говориме на оваа тема, ќе ја повикам режијата да ни пушти една изјава од информативна, односно тоа е прилог. Пензионерите уште пореволтирани по изјавите на Тренчевска. Ова се изјави од неколку пензионери и веднаш по овие изјави телефонските линии се отворени, почитувани, и ве очекувам вас да ни се јавите и да го слушнеме вашето размислување на оваа тема. А темата гласи: дали месецот може да се преживее со 2 минимални пензии од 12.000 денари. Одајњето во Скопје мислев дека ќе вроди со плод, ама после она кажување и изјава на министерката дека не знаеме што бараме, толку ме изнервира. Ние овдека сите што сме собрани и сите од цела Македонија, немој да мисли таја дека сме малоумни, дека не знаеме што бараме, дека само ни пика под нос партиски сте, да и кажеме партија овде не мешаме. Ако ќе дојде партиски да гласаме, тогаш ќе кажеме на министерката како се гласа и што се гласа. А сега ние сме овде како Сдружение на пензионери. Ќе си ги бараме тие 3.500, па макар таја не праела и будали и ненормални. Не знам што мисли женана, мисли дека, ами сите сме возрастни ние, сите сме над 70 години, вчера луѓе во понеделникот тргнаја, за таја онаква изјава да дај. Место да му дај утеха на луѓето, дека ќе гледаме, ќе правиме напори да биде се во ред, да земите некој динар, таја ви вели не знаете што барате. Јас точно знам што барам, да можам да се дочепам до незе. Не сношти внучето во Германија ми вели: бабо, дали ти треба пари да ти платам, да ти пратам. И јас ќе ја молам, не клекнаја на колена луѓе. На колена не клекнаја, не дотераја дото, уште вака да почнеме да правиме за тие 3.500. Како не се страмата и овај овде горе што седи и тие таму. Пратам до министерката, вчера што некни што даде таква изјава, јас за незе гласав, и му се извинувам на овие пензионери овде што сум гласал за незе. Значи, претходната министерка што беше, претходната министерка сношти излезе на телевизија и кажа: може да се линеарно да се подкренат пензиите. И нека не лажи. Ги слушнавме заедно двете изјави од пензионерите. Нашата утринска тема ова утро е дали месецот може да се преживее со да се помине со 2 пензии од 12.000 денари. Додека го вклучиме првиот гледач во линија, само да ви прочитам една изјава од министерката Тренчевска. Во септември ново усогласување и минимална пензија на 13.000 денари. До крајот на годината решение за минимална пензија најави министерката за труд и социјална политика. Представници на пензионерите на Министерството и на Фондот за пензиско ќе дебатираат за законски измени за минималната пензија што ќе биде над прагот на сиромаштијата. 18.000 е неприфатливо и неодржливо за фондот, смета Тренчевска. Неправедно е да ги изедначиме луѓето кои имаат 15 години стаж и луѓето кои имаат 40 години стаж. И оние граѓани, пензионери кои земаат во моментов минимална пензија, најголем дел од нив се со 15 години стаж и најголем дел од нив ја немале достигнато висината на минималната пензија. Ако не бил системот солидарен, таков каков што е во моментов, ќе земале и многу помала пензија. Меѓутоа, заради солидарниот систем сме утврдиле линија од која што нема да има пензија од 12.500 денари. Во септември ќе биде над 13.000 денари. Ова го изјавува Јована Тренчевска, министерка за труд и социјална политика.
Меѓутоа, уште само една информација, а тоа е дека пензионерите се револтирани од зголемувањето на платите на функционерите и скокот на цените на храната. Одржаа повеќе протести и побараа покачување на пензиите линеарно за 3500 денари и минималната пензија да биде 18.000 денари. Ја отвораме првата утринска тема за ова утро, а тоа е дали месецот може да се преживее со две минимални пензии од 12.000 денари. Доколку имаме гледач на линија, велам веднаш добро утро. Добро утро. Добро утро. Виолета, како сте ни ова утро? Прекрасно. Прекрасно. Прекрасно, вистински или прекрасно во наводници? Не. Мислам дека сите сами си го правиме тоа колку ќе ни биде добро или не, без разлика на финансиите. Така е. Дали може да поминат двајца со 12, како поминува со две еден пензии по 12, да. И кога бев на протестот пред 3 дена, една господја кажа дека имала 9.000 пензија, а работела 40 години. И тоа е абсурд. Значи, тука затајува државата не од денеска, не од вчера, од многу поодамна, затоа што сигурно овие газди што се 30 години го злоупотребуваат трудот на вработените и гледат што повеќе да се збогатат. И едно би замолила. Господјата не е Јована, него е Јованка и да ја викаме по крсното име. Министерка. Таа се замислува дека е од Бога создадено незиното работно место и секогаш нагласувам она што сум го искусила, тоа ме води дека како абсолютисти се однесуваат. Незината изјава е оправдано да го револтира народот. Затоа што тој фонд не е солидарен е оној што е за 180 денари што им се одбива на луѓето, по основ на погреб, и овие, да не се изразам лошо, што им ги трошат парите за свој джеп, поставени председателка, како се вика Савка Славка, која и да е, и сите до најдоле до местните оделенија, како им се викаат. Не ги знам зашто не го плаќам тој придорез. Да, кажавте дека не минатиот пат се да. Со никого, посебно не од овие 30 години искуство наназад, кај што секој гледа да дрпне, а никој не гледа за оној што го полни тој дел од буџетот на пензионерите. Абсурдот не е во незината изјава. Абсурдот е во тоа што беа само 2000 луѓе на митингот. И тоа повеќето беа од натрешноста, да. Се надевам дека мојот храбар, сложен македонски народ ќе посака да си го земе своето право во свој раце и секогаш нагласувам тоа само на улица може да се изведе, затоа што оваа власт не познава друг начин. Они си ги зедоа тие 78%, не потегна ни опозиција, ни позиција, ни овластени, не овластени, да го укинат тоа покачување, да го регулира, да не биде толкаво, да се засрамат дека народот е гладен, зашто со 12.000 можете само да бидете гладни. И јас сум сама, немам мала пензија, немам ни голема, средна пензија, меѓутоа тешко се поминува, не заради мене, јас имам толку колку што ми треба, можам да имам и повеќе, но народот кој што не може да се снајде, кој што нема додатни приходи, стварно и јадно жалосно, ако има и некое младо дете што треба да се издржава од тие пензионерите, ги превзимаме обврските на нашите деца, посакувам мојот народ да покаже колку е утре храбар, сложен во остварување на своите права, да си добијат линеарно покачување од 3.500, зашто и тоа е веќе во вода паднато со новите покачувања, имаме веќе 50% покачување на цените и нас не покрива тоа што таа сака да ни го скрати.
Виолета, ви благодарам многу за вашето утринско јавување. Ви благодарам што ова утро го споделивте вашето мислење и што бевте прв наш гледач утринава. Добро утро, велам веднаш до следниот гледач. Добро утро. Добро утро. Со 2 минимални пензии, а тие што земат по една минимална пензија или ние социјална пензија што земат од социјалното што немат стаж 15 години па по 7-8 јадарки што земат, тие како ќе го поминат месецот со храна, дали за храна да купат, дали за лишта да купат. Дај да се сменат вака работите, вие функционерите да земат минимална пензија по 9, 10, 12 јадарки пензии, а овие што работеле тешка физичка работа во лозарство, во градежништво и во други така фабрики што се тешки работи, да земат големи пензии како они што земат како оној потпаролот од Радишани што земат 40 јадарки, легни лево да те јадам, и што ги бране цело време властите. Нека земат вие сиромасите на тешка работа што работеле по 40.000, он нека зема 9 јадарки, па да видиме дали може да се помине еден месец за храна само за храна, за само леп да јаде. Па кај ќе им оде душта на вие што го измачуваат сиромашкиот народ? Па толку многу го уништија, пред тоа многу обеќаа дека се ќе се покаче, пари има, ама еве се види дека и на Мила Царовска кажуеше дека пензиите не е покачиме, ама пензијскиот фонд беше во дупка, сега е стабилен, секој месец ќе има пензија редовно. А сето тоа беше лага. Па еве 19 милиони евра бил пензијскиот фонд у дупка. За главен пензијскиот фонд, не само пензијскиот фонд, туку здравствениот фонд, се е уништено. И ќе кажуе некој дај да се преброиме, па дај да се преброиме да видиме кој за кого колку плаќал. Дали овие што беа во производство не плаќаа за полицијата. Полицијата зимаше од нас плата, од нас здравство им плаќаме ни. Со шо они заслужија толку што ги бранат сега вие власти? Да се преброиме кој колку плаќа за здравството. Па дај да се преброиме, дали плаќал некојаш он здравство, дали произведел со мотикали, со шо? Соејќи на улицата тамо да види дали некој на семафор ќе помине црвено или зелено. Ние му плаќаме и здравство и за пензијско и за се, и големи плати зима, и тя големи пензии зимат и само а бранат власта. Па тоа е срамота, бе, тоа се деца на ѓаволот што бранат власта. Нешто што не се бране, не треба да го браниш, туку треба да го напаѓаш. Па како вие се уништија, нема нешто што не уништија, дали земјоделие не уништија ли, образование ли не уништија ли, здравство ли не уништија, што не уништија и уште сака да бидат на власт. Па кај го има тоа, во која држава го има? Го има ли негде во некоја друга држава, во некоја афричка држава, каде го има тоа? Да го уништуиш народот сопствениот и да биде принуден да бега од тука од Македонија. Па за вие 7 години пола милион народ избега од Македонија, бе. И пензионерите треба да ги избркаме од тоа што не може да одат, не може до аптека да отидат да си земат лекови. Дај и нив да ги избркаме тоа, да не постои македонски народ, само албанци и бугари да постојат. Да нема македонец туа во Македонија. И Македонија не се бране со тоа ако каже некој српска музика да не слушаме. Да. Ви благодарам, господине, за вашето јавување. Гледам дека револтот е навистина голем кај сите вас и оправдано, бидејќи навистина тешко се сврзува месецот први до први со пензии, со 2 пензии, еве, да кажеме, од 12.000 денари, оние минималните. Добро утро, велам веднаш до следниот гледач. Добро утро. Добро утро, Македонија. Добро утро. Алфа. Слушај вака, вие новинарите таму кога му обезува за плати и за инфлација. Во држави како Македонија, кај што нема средна класа, термините просечна плата, просечна пензија не постојат. Бидејќи кога немаш средна класа, имаш некаде 20% богати и многу богати, а другите се работничка класа. Тука се користат термините средна плата и средна пензија, за да добиеш на прав критериум за мерење. А друго, висината на платата не е битна. Куповната моќ е битна. Колку можеш да купиш за тие пари што иземаш. Ево сега овие предложба ќе дадат 3.000 покачување на пензијата, ама што брак, тоа поможи ако она
ако е инфлацијата 12-14%, одмah ќе иде тие 3000 инфлацијата. Затоа треба да на реалната плата, куповната мок, тука можеш да видиш дали се покачува тоа куповната мок или пади. А треба да се покачува, бидејќи скроз долу се пензиве. Не можете од први до први да излезе на крај. А друго, вие како Алфа, национална телевизија и другите национални телевизии, вие сте под владата и под АНБ, поранешната УПК. И вие сте слуги на нив. Срам да ви е. Добро, ви благодарам за вашето јавување. Ќе ве замолам да не употребувате секој утро истото, да не употребувате недолични зборови. Ви даваме простор од 3 минути, искористете си го убаво, достоинствено, кажете си го вашето мислење, ќе ве замолам без навреди меѓу себе и нема потреба да се навредуваме еве и ние како куќа и останатите телевизии, бидејќи сепак ние сме тука за вас и овој простор искористете си го корисно, кажете си го вашето мислење. Добро утро, велам веднаш до следниот гледач. Ало, добро утро. Добро утро, повелете. Не треба да си замеруваме, сите луѓе не сме исти. Точно, така точно. Да, вие сте толку широко груди, па сите си ги слушате и што ги правиш? Не може да е близко до тебе стапчето бапливо по глава. Ама далеко е. Не, сепак сакам емисијата да си има едно достоинство, да си има еден убав тек една вака дебата да се зборуваме на темата. Повелете. Однос треба, култура, понашање, пријатно, убавина. Тоа е убавината во животот. Точно. Се согласувам. Сега би кажал за 12.000 денари примања. Јас викам многу е то, по 6.000 на секој човек, доста му се. Зошто викам доста му се? Ама толку има заслужено. Нема поќе ни денарче нагоре заслужено. Ако тие заслужиле повеќе пари да има, ќе заслужиле и држава да има. Тие нема држава и апсолутно. Еден вика, како сакат нека ме крстат, јас сум македонец. И ја одам, например, на граница и викам, јас сум македонец. Како би овде пишува северен си како македонец. Ама јас сум, ќе си кажа македонец. Било битно да сум кажел што сум. Може и враг и ѓавол сум, може да кажам. Ама во документу инаку пишува. Така да, ова, ќе се вратам на тие 12.000, не, 6. Затоа што ние то го заслужуваме. Ние то го бараме толку да имаме примања. Не ни треба повеќе. Зошто? Па не сме способни. Ако сме способни ние да си го зачуваме огништето, покрај тоа огниште ние ќе направиме не 12.000, него 112.000 ќе земам. Јас за финансиски не ќе да дискутирам, сум си работа, сум се обезбедил и фамилија и она све ми е обезбедено, не на сметка на државата. Сум работил, сум знаел како сум работил и сум изработил. Не сум и оштетил државата. Еден ме критикуваше, пошто јас зборувам, вика, овој што не плаќал даноци и овака, онака. Ја бев банкар, па после приватен бизнес. Знаем дека малце ми се парите в банка, викам приватно си излагам. И тој господин го повикав да појди в управа за приходи, му ја кажав мојата фирма и реков, оди таму, ако најдеш еден денар неплатен танок, еден денар неплатен допринос, еден денар да му должам на државата или на некој што соработувам, или еден ден да сум бил блокиран, 50.000 евра те частам. Противно, кривична пријава ќе ти барам оштета да ми платиш. Тој сум ја. Личната карта ја давам да видат кој сум, што сум изработил, како сум работил. Ви благодарам, господине, за вашето утринско јавување. Изминаа и вашите 3 минути. Велам веднаш добро утро до следниот гледач. Добро утро. Ало. Добро утро, повелете. Добро утро. Ве слушам, повелете. Видите, општо во државава проблема настана, поголем мислам проблем, тоа проблеми има стално, и тоа големи проблеми, кога функционерите си изголемија 80% плати
И сега дојде за нив има во буџетот пари, а за овие другиве нема за лекови пари во буџетовика, нема за пензионериве пари, нема за не знам зашто, а функционерите си за нив има. Ја не знам ова држава, не само тоа, туку си изголемија, туку си почутија и опозицијата. И опозицијата си почуте убаво му дојде. Пратениците си земаат исто 80%, функционери, директори си зема и опозицијата си зачуте. Зошто опозицијата одма не се побуни скроз? Тога ќе знаеме дека е од кај народот. А сега што? Значи и нив му годи тоа. Како да веруваме сега во опозицијата дека нема истото да го прави кога ова го направи? Стално викам, опозицијата треба да се здружи општо и не само избори да бара. За избори треба да понудиш нешто, да понудиш реформи. Например, одма 80 пратеници, една изборна единица, да се намала бројот на министерства, да се намали бројот на општини, за да има пари во буџетот за важни работи, за патишта, за плати на пензионери, за ова. Вака што е? Растери куќа. Се троша пари пошто зошто и не останува, најмизерни ќе останат пензионерите. За нив само се 10.000, ќе речат. И општо не се работи во држава, на цела држава и треба принуден управник, не ни треба наш председател ваков или председател на влада ваков. Не се тие за државава. Значи на цела држава и треба принуден управник и да нема собрание више. Тој да управува за сметка на народот. Нема друго чаре. Вака, тие што се на функции, си зема плата и си тера по свое и народот го остаја да мизерува. Невидено нешто. Нема. Ние едно време мислевме, че го срушиме комунизмот, че живееме ко германците. Не, бетер. Че ние по старите знаеме дека ако го срушиме социализмот, че има многу богати и многу сиромаси. Тоа е таа. Тоа е капитализмот. Верувајте. И сега пензионерите бараат поголеми примања. Тоа може едноставно да се реши. Одма да се реши, ако некој е способен и правен. Тие што зема од 10-12.000, одма да му се зголеми, не 3.500, 5.000. Тие што зема над 15.000, да му се зголеми 2.000. Тие што зема до 20, уши 1000. Тие што зема над 30.000, нема зголемување. Зошто? Па тие може да живеат, да прават, а не тие проценти и ствараат голема разлика. Ви благодарам, господине, за вашето јавување. Сепак да го следиме и тајмерот. Еве го вашето време од 3 минути веќе истече, да им дадеме предност и можности на останатите гледачи да ни се вклучат ова утро во оваа дебата, во нашава програма на оваа прва наша утринска тема. Добро утро, велам веднаш до следниот гледач. Добро утро. Добро утро. Поздрав до вас во Алфа, а и поздрав до пензионерите кои штрајкуваат. Ете така, голем поздрав и од нас до вас и до сите пензионери кои што не следат ова утро. Потполно ги поддржувам во нивниот штрајк и верувам дека ќе бидат истрајни и ќе ги добијат оние работи што ги бараат. Јас сум исто пензионер. Јас ви кажувам, другари пензионери, дека ова сега што го гледаме е само една увертира, еден журнал, да кажам, пред филмот, а главниот филм ќе биде кога ќе дојде кризата, да нема редовно да се исплаќа пензии. Бидете сигурни дека и тој момент ќе го дочекаме. Тек тогаш ќе видиме што ќе изгубиме. Парите се украдени, другари. Парите се во странство.
Знаете, 19 милиона што ги спомна Царовска не се вратени во фондот. Друго, многу пензионери се приклучени од албанска националност, луѓе кои не заслужуваат да бидат во пензија, кои работеле налик на оние во комуналец. Ноќе во ноќна смена, дење во Германија. Или пак по некој основ не ги исполнуваат правата да добијат пензии, а добиле. А тоа го добиле врз основа на тоа што нивните роднини или пријатели јаки работат во пензискиот фонд. Во пензискиот фонд знаете вие дека од 70-80% се албанци. Јас немам ништо против албанскиот народ. Меѓутоа, гледајќи ја ситуацијата, ние македонците сме на најниско ниво ставени. Ако се продолжи вака, бидете сигурни дека главниот филм ќе дојде кога секоја втора пензија ќе ја добиваме како што прават приватниве, кога ги исплаќаат нивните работници. Да оставам простор малку за вашите реклами, ќе ве поздравам и ќе ви посакам убав работен ден. Ви благодарам, господине, за вашето јавување. Ве поздравувам и јас овдека од студиото на Алфа телевизија. Сите вас кои што не следите ова утро, и пензионери и сите останати кои што сте заедно со нас со утринската програма на Алфа телевизија. 7 часот и 30 минути, време е за утринските вести. Останете со нас. По вестите во 7 часот и 30 минути се враќаме повторно во студиото на Алфа телевизија, од каде што се емитува утринската програма Добро утро секое утро. Она што следува во продолжение е вклучување во Автомотосојузот на Македонија, за да дознаеме каква е состојбата утринава на патиштата ширум нашава држава. Оттаму ни се јавува Ангела Темелков. Господјо Темелков, добро ви утро. Добро утро. Повелете со вашиот утрински извештај. Ви благодарам. Утринава сообраќајот на сите државни патишта се одвива непречено по суви коловози. Да ги известиме возачите дека од вчера 16 август па се до 19 август патниот правец Велес Градско ќе биде затворен поради асфалтирање на истиот и ќе на истиот патен правец ќе има поставено соодветна сообраќајна сигнализација во овој период, што ќе биде од 8 изутрина па се до 16 часот. Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е релативно зголемен со оглед на годишните одмори, меѓутоа на граничните премини нема подолги задржувања за влез и излез од државата. АМСМ како и секогаш препорача прилагодена брзина на движење, почитување на поставената сообраќајна сигнализација на сите оние патни правци каде што тековно се одвиваат работи на пат веќе подолг период и внимателно управување со возилата. Тоа се утрина од информативниот центар на АМСМ. За дополнителни информации вашите гледачи може да ја добијат на 155 55 196 за помош на пат. На сите оние кои патуваат им посакуваме среќен пат, а вам убав работен ден. Ви благодарам за вашето утринско јавување, за вашиот утрински извештај и ние ви посакуваме вам убав работен ден и се разбира на сите оние кои што утринава одат на пат, им посакуваме среќен пат и убаво да и внимателно да возат и безбедно да стасаат до својата посакувана дестинација. Се враќаме повторно на нашата прва утринска тема, ги отвораме телефонските линии само за вас, да ги слушнеме вашите размислувања, вашето мислење, а насловот на нашата тема е дали месецот може да се преживее со 2 минимални пензии од 12.000 денари. Додека да ни се вклучи првиот гледач на линија, само уште едно подсетување, прилепските пензионери крајно револтирани од изјавите на Министерката за труд и социјална политика дека не е уставно и не може да се има линеарно зголемување на пензиите и вчера продолжија со протестите. Истакнаа дека тука биле излезени единствено како пензионери и дека зад нив не стои ниту една политичка партија. Повика да не им се лепат разни етикети, затоа што на улица ги изнела сиромаштијата, а не партијата.
уште еднаш се заканија дека ќе ја прекинат чланарината во здруженијата кои наместо да им помогнат и поддржат, тие со нивни пари плаќале приватно обезбедување за да тие како пензионери не можат да влезат во објектите. Ете, ова се некои информации кои што како вовет во темата сакав да ги споделам заедно со вас, доколку имаме веќе гледач на линија. Велам веднаш добро утро. Добро утро, Иренче, фала Богу да ве добијам. Добро утро. Чичко Мите, а баш се прашував каде сте, ве немав слушнато подолго време, неколку дена. Видите во што е работа, јас сум свесна ме слуши дека не сум сам на овој свет и други луѓе има, ама кој како среќа има, така ќе добие. Така е. Мене тоа не ми теже, него теже ми што мојот народ се муче, пате. Аман бре луѓе бре, немојте да трчите за незаработена пара. Трчаме за шарена револуција, шарена, тоа шарелино сега што ни донесе. Без вес нема никаков напредок. Ово што ги гледам сега пензионерите, пожалосно и потешко не може да биде од оваа слика што ја гледам. Па зошто е човек работил, стварал, плаќа и за овај плаќа и за онај плаќа, овамо плаќа, онамо, па сенката ни скина оште од Југославија, бе, какви порези, прирези, на што ли не? И сега, рачунете, од тука колку ни се за у Косово плаќа пензијат. Не сме свесни, ама да не си грешиме, да не... Се додека ние си ќутиме, они си газаат. Еден пример краток вон ова пензиска проблематика, рачунете, не ти дава да игра на свој стадион каде што го правил некое време и денеска негово му припаѓа, било албанско. Па шо сакате луѓе, поотворете си очите каде не водат. Не може самите пензионери да одат корзо да ми прават по Скопје. Собранието да се блокира, нема работа, гласање, нови избори и ништо повеќе. Они чекаат Мицковски да излезе со луѓето, ако него одма ухапсат, ја човек да не сум. А ти правиш тоа, ти тоа правиш. Се ово опозицијата му крива, они се добри, ама се наполнија пари и сега од пари не знаат шо прават. Вика, нема се со устранство. Па јасно, устранство се. Ние внесувавме, Чедо Драго, Чедо Милов, внесувавме печалбарите. Милиарди и милиарди во Македонија, каде са парите сега? Никој не сака ни да чуе, ни да знае, важно на него да му е добро, а народот нек си пате. Кутра жена гледаме седнала на тротоарчето, јаде леп, а дошла и таа кутрата да демонстрира, па жалосно, тешко не се поднасат. Убаво е Силјановски испеал песата колку ли е тешко име да ти сменат, а они веќе и нас ке не сменат. Од луѓе не луѓе ке станеме. Ви благодарам, Чичко Мите, за вашето утринско јавување. Ви благодарам што не следите дури од Германија. Голем поздрав до вас и до сите кои што ова утро се заедно со нас, не следат и од Македонија и се разбира во диаспората. И ви благодарам што сте заедно со нас. Добро утро, велам веднаш до следниот гледач. Ало, добро утро. Добро утро. Повелете, во програма сте. Поздрав до сите вас. Поздрав и до вас. Бевме неќе со пријателката Радка во вашата телевизија, ма вас не ве видовме, Слободанка и Сузе. Многу пубо изгледат овако во живо, отколку на екран. Тетка Фимка, вие сте, така? Јас сум, да. Да, ве познав сега. Да. А поздрав до Мите Василев. Баш убаво што спомна за Вотетово, јас тоа ми беше криво кога разбрав дека зошто биле македонци, затоа не и давале да играат тамо во игралиштата тамо на Вотетово. Како бе така? Они дошле во Скопје, се целамет, се смеат, се оно да тука, со сакат правят нашите деца да идат да наиграат тамо, да играат на ветрска трава, а не на онаква трава. Тоа не е темата, извини.
ама баш ми беше мило тоа што кажав. А за прилепските пензионери многу ги поздравам, колку и Любица стално што се јавува, дека на вистина и што искачавме вака што се јавуваме со збореме, немаме никаква партија. Партија си за партија, ова се работи за нашите пензионерски плати, што ги зимаме пензии по 12 па и до 15. И две нека се по 12.000 бредете златно, што ги земе од 20 пензионери, што ќе земев тие за лекови, за сметки, за комунали и за храна. Па тоа мора напред да си, извини, мора напред да си платиме комунали, па што ќе не остане тоа? Мене ми е прво тоа кој ќе земем пензија да платам, па после билове со телефони, овие мора да си имаме ако сме стари лица, и тоа платиме скоро по 1000 и друга ова по 4000, некој пати 500 се струјани или доваѓат. Што останува? Јас ги поздравам нашите скопјани, пошто наистина многу малце ги има се скопјани, повече дојде од надвор колку нашите. Па баш и вика, дали вие скопјани имате големи пензии што ни искачат, вика, а ние мали. Сите треба да искочеме, а ова на вистина жалосно по 12.000 и до 15. Од 18 до 20.000 не треба никој пензионер да биде доле. И крајно, мислам, треба да сватат пат за секој пат. Нима и е добро, нема прогрев се каче по 1000 евра тамо, а нас ки ни качат 6% по 750 денари. Абе, неќеме ни тие да ни ги качат. И дадеме на нима, нака се дебелат во вратовите, нака пијат, нака јадат. Ние пипер се, ама нема притиско да ни се каче, ним ни се каче. Биде ми поздравено, се најдобро. Поздрав до сите, поздрав. Поздрав и до вас, тетка Фимка. Ви благодарам што ни се јавивте и ова утро. Добро утро, велам веднаш до следниот гледач. Утринската наша тема, дали месецот може да се преживее со две пензии од по 12.000 денари. Добро утро, повелете. Добро утро. Повелете. Да се преживее со две пензии. Да. А кои пензии? Да се преживее со 12.000 да преживее. 4.500 плаќа струја, парно, плаќа лекарства. Што останува на тие луѓе да јадат? Кашкавало 700 динара, сирењето 500-600 динара. Што ќе јадат тие луѓе? Пиперо е 120 динара килото, верувате или не? Патлиџаните 140 се качени. Што ќе јадете? Работил 40 години. А тие што се 15.000, да знаете дека е крива ПСДС за тоа што со транзицијата 300 и кусури јади останаа без работа. Тие луѓе станаа стечајци, тие луѓе не може да дојдат до пензија, не може социјална помош примат по 4.100 динара. Како не се свесте таа министерка за тоа што не ја плаќаме од нашите грбове, од работниците, од парам да е тоа што го јаде се, не убаво што ќе речам, ама чека, како има пари за ујат па да качат 30%. Од каде пари? Тоа се даноци што плаќаме ние, а они тамо делат вишуци, ке 30% ќе зимат плата. Кои пари ги заслужие? Не можела ништо да се спрече од Уставниот суд. Па таа што е министерката, председателката на Уставниот суд, и даде награда за тоа што ја ставија председателка на Уставниот суд, и за тоа што ги затвори нашите македонци биле терористи, а терористите некве и беа тука, менат на македонските борци што се улиците ставени, он дошол од Косово, тука ќе има отвара, ќе зима таблата, ќе открива да се смени улица. По која заслуга они тражат? Исти се они како бугарци, они беа фашисти 41 и они 2001 нападнаа некако окупатори терористи 2015 Куманово и убија и они млади деца како вата што се. Они се исти потпуни се неме. Ке ме уче мене Османи, табла ке ми покажува како треба. Абе тука има со докторијати, кои си бе ти да кажуваш? Иди кажи на вашите министри што имат со купени дипломи што седат на тоа работно место. И 12.000 нешто судува. Министерката била правник, она била за канцеларија. Ние ја плакаме. Другари пензионери, на сите ви замолувам, дајте да потпишеме петиција. Министерката, председателката на Сдружение да сменеме, затоа што таа не заслужува там да седе, тука има луѓе со докторијати што дојдеа у Скопје да штракуваат, да она ке за у канцеларија била.
Со која заслуга имamo да седе у канцеларија? Ние ја плакаме од нашите пензии. Како? Зашто не го викна директор, се направи дупка, сега е тамо замерик директор во пензионерско. 19 милиона пари, кој ги зема нека најдат? А не да се кријат тамо и да кажуват, правате ние да сме ние. Не знам што да речам, немам зборови. Па сите се скоро со факултети. Многу ви фала што ме слушате, револтирана сам, пријатно и се неубаво. Ви благодарам, господјо, за вашето јавување. Се слуша по вашиот глас дека сте многу револтирана, не само вие, туку и сите кои што ни се јавуваат, а верувам и поголемиот дел од пензионерите се револтирани со сето ова што се случува, да се надеваме дека можеби ќе дојдат до некое решение, еве има уште простор за разговор, до барем да се некои од овие барања на пензионерите барем владата да ги исполни. Велам веднаш добро утро до следниот гледач. Добро утро. Добро утро, Македонијо. Добро утро, Тале, повелете. Благодарам, добро што денеска утрово спомнавте како телевизија на денешен ден е роден нашиот македонски великан, нагласувам херој, борец за народна правда, борец за нашиот македонски народ. Методија Антонов Ченто, првиот наш македонски председател, човек со срце и душа, кој не сакал како председател наш македонски да седи во палата Кујча, рекол чија ова Кујча, одени луѓе му ја одзедовме, како сте му одзеле Кујќа на некој семејство, не ги таму ги ставивме во една шупа да живеат. И Ченто одбил палата Кујча да живеј, му давале стан, и станот го одбил, на крајот прифатил некој си малечко тесно гарсонјерче, тако бил Ченто. Стражар не сакал да го чува од својот народ. Му рекол, нема овдека да земниш, еве ти го мојот шинел, оди таму седи си некаде на топло, ако ми треба мене стража од мојот народ, тогаш јас не заслужувам да бидам председател. Но, ајде сега да споредиме. Ајде сега на темата. Да, ама оти ни се случува ова што го кажав досега е исто, све е исто, само njega нема. Се е поврзано. Значи, зошто денеска страдаат пензионерите, тие кои имат мали пензии, од и они кои се на власт, се себични, бездушни. Зошто? Само тие гледаат да имаат. А ако беше Ченто наш македонски председател, имавме чувство дека треба да бидеме равноправни вистински, а не само формално со изјави. Тогаш тој што победи или што губи Ченто, Тито имаше 85 нелуксузни возила. А јас како дете одев на нива, пешки 2 километри 3 до нива, цел ден на нива, лупе како рок работи и на крајот нема хлеб да јадам. Денеска пиперки печени, утре пржени, други ден толчени. Тоа јадевме ние секој ден. А тоа имаше гозби, крстарење, нели, како црвен комунист, нели, комунист. Ченто ако беше, сега че имавме Швајцарија на Балканот и че имавме равноправност во Македонија. И стандарди, и силна Македонија. Но тие титовите ездесовци, кои сега се на власт, ги ограбија, уништија фабриките како лажни комунисти, избркаа на улица 200.000 работници, ги оставија нив без 20, 30, 50 платени земени, без пензиско платено, без здравствено платено, уништени фондови пензиски и другите, без да отворат фабрики нови и крах. Тие што уништуваат се од СДС, титовите комунисти, за себе сега си имаат дебели пензии и високи плати, а тие што беа избркани на улица, а работеа по 20-30 месеци без плата, тие имат сега 200 евра пензија или немат ни 200 евра пензија. Таа е комунистичка лажна суровост, злоба, себичност, бездушност. Благодарам, Тале, за вашето утринско јавување. Добро утро до следниот гледач. Добро утро. Добро утро, баба Роска, како сте? Фала, јас сум добра, ма ме насмеа, Тале. Вика пиперки печени, пржени, дробени, ама сега не можат ни пиперки да се земат пензионерите. За жал, да. Пипер колку пари е, како ќе земе? Па ете 120, 130, 150 денари. Види, да не се повтараме, колку години го дискутираме ова, ама ништо немаме ќар. И многу се повтараме, са наме више и досадни.
замолувам ние не можеме да кажеме дали може со 15.000 да поминеме, затоа што никој не слуша. Дај политичар еден нека дојде на телевизија, да му ги дадемо ние нашите пензии, он нека се фата на нас, да видимо и ние некој ден убаво. А он нека каже дали може да поминеме или не. Тога ќе се верува, сега не се верува. Секој ден се зборе, еве на улица се луѓето све, само тие сме дома што не можеме со ногите да испаднеме. Ако нема кој да не донесе. Ако има море не да ме болат, прва ќе бидам уредот. Ама нема кој да ме донесе деца на работа. Затоа веќе sada сме досадни, сакам да не се јавам, викам да не ги кревам живците, ама некако нешто ќе ме дирне и пак се јавам. И што да правиме, не знам до кај ќе одиме. Ова само нови избори, па ќе видиме што ќе биде. Ако не биде и тие ќе ги тераме. Не може да кажеме дека тие нема да бидат како што треба. И да не бидат све уред, ама пак нормално ќе има. Јас знам, еве многу пати некои луѓе ги напаѓат и ВМРО. Јас кажам отворено да сум строго за нив. Али, кога беа они, задоволува, еве у село Орман живеам. Јас сум дојдена. Староседелците носеа, многу пати го кажав и пак ќе го кажа, веќе ми е досадно за политичари да зборат. Носеа на пазар пипер, патлиџан, краставица, тиквичка и они се издржава. А сега сите од Орман торбите ги носат од пазар. Еве да кажам, како може се обстане со тие пари. Купив дрва 5400 метаро и 3000 давам струја зимно време, тоа е 8500 од 15 кој ќе извадеш. Што останува ако купувам и лекови? Ништо. За леп не останува. Ако не се децата да помогнат, како рековте? Има деца издржават уште. Фала Богу, децата баре не ми барат, не ми ни дават, ама не ми ни барат. И ја не ни барам си ја свој начин на живот. Су си средила, до некаде имам скромен живот, ако не. Вчера, еве да кажам вчера, што ми се деси. Се најави од керка ми, внукот ќе дојде. Сини викам, вујкот е на зафатен многу, лубеница ми се јаде да ми донесеш. Ми донесе една голема, колку е сине, нека прша колку е кила, средна така, 320 динара бабо вика. Викам да ти дадам пари, вика не треба бабо. А што ќе прави оној човек што треба да, тај стара жена што сака, устите ни горат од старост, од некој од болест, па да се освежи со една лубенче и динче. Нек на син ми донесе едно динче, 20 по едно резне земавме 270 динара. Па немаме ни више ни пиперки, и пиперките колку се патиџаните. Тетка Роска, ви благодарам за вашето јавување. Се што си кажавте и вие и сите пред вас сте сосема во право. Добро утро, велам уште еднаш за следниот гледач, кој што ќе биде и последен гледач во овој дел од вашите јавувања. Добро утро. Добро утро. Повелете, во програма сте. Многу убава ви е темава. Сега, министерката кажа дека со 40 години стаж, со 40 години стаж, да ме земале поголема пензија. Ја има 32 години стаж и сега су за пензија. И сетре да излеза в пензија, со истиот минималесов ќе излеза. Значи, го разликата од стартот е мала. Што излагаат луѓе во пензија од стартот, мала им ја даваат. Ме слушате? Да, ве слушам. Зборувајте си, ве слушам. Не сакам да ве прекинувам, повелете. Значи, јас со 32 години стаж, тој со 15, тој излага со 12, ја ќе излага со 13-14, значи 2000 разлика. Таа е, од стартот е мало. Да. Изедначено со минималецот. Значи, тоа е неправилно. И сега кажуваат дека со две минимални пензии
доволно 20 допстанат министерка, кажуть. Ами уште 20 ако се четворица. Ами 20 пензионери. Ами 20 невработени деца кои имат дома на пензијата чекаат. Значи чекаат младите на пензијата, немаат вработување. Тоа е страшно нешто. И министерката кој и допред душе да размисли малце да се смени во пензионирање, во што излагаат луѓе од пензија, стажот им се вреднуи. На 32 години и со 12 и со 15 години немојте иста со 1000 денари, 2000 денари да бидат разликата. Така е. Ви благодарам многу и пријатно. Ви благодарам, господине, и јас на вас за вашето утринско јавување. Јас оставивте време, еве, и простор за уште еден гледач. Добро утро. Ало, добро утро. Добро утро, фала му на Бога. Јас сум последна и последна стреќа. Ете така, повелете. Тешко да се добие. Верувам. Прво, вака, да ги поддржа пензионерите, и јас сум пензионерка 85 годишна. Али, прво ќе реча, страм, за тие што ја воде државава. Брука, страм, како ги земаат парите, како ги трошат, али се за сиромаштијава. Страм да му е, страм. Вака сега, маш ми 20 години овде имат македонски стаж. Граѓевинар, не работник. Има 200 евра, ќерко моја, 200. Али среќа ми е што појдовме во Австрија, за 10 години дупло земат. Два пати дупла ни даваат пензија. Една за одмор, една за божични. Дали се свесни нашиве водители, страм да му е брука, да може да влеза тремческа за ушите ја извада на улица. Да можам. Толку су гневна, нервозна и на позиција и на опозиција. Сите ги си кренае, платите за ними. Страмота е. По 2000 плаќаме само за лекарства. И то што да речеме, страмно е. Како не си одет, јасно, има речено од порано, да застанеме пред собрание, да не сме собранието да работат, али ќе не позатвораат како оние што се затворени. Само тоа овие чекаат да направат некоја финта, да ја наполнет. Се ќе и пуштат оние од затвор што правиле нереди, а ќе затвораат од овие. Се ближат избори, треба да имаат место за овие што не се со ними. Резвилок. Како што иземаат парите од народот што немаат хлеб да јадат, така да би и трошили и тие. Не може. Не е доликуват, ама морам, нервозна сум многу. Страмно е ова што го прават. Македонија, реков, самостојни ќе живееме, ама ништо, нема тоа живот, смрт. Заев направи за сите смрт, а не за сите живот. Ова ни било, ни ќе биди ова истрам што се прави. Резилок. Добро и ренче, и биди ми поздравена. Ви благодарам што не следите секој утро, ви благодарам што ни се јавивте и вам и на сите останати. Знам дека е темата тешка, дека има голем револт кај сите вас кои што ни се јавувате и треба да се покачи минималната пензија, бидејќи навистина со 12.000 денари во никој случај не може да се помине еден месец. Тука се и лекови, тука се и режиски трошоци, и храна, навистина многу тешко. Сега, овдека го завршуваме овој круг на вашите јавувања. Ви благодарам на сите што се вклучивте и што бевте дел од ова наше дебатирање утринско. Ке следува повторно вториот дел некаде по вестите во 8:30 часот, а сега одиме малку со нешто убаво. Време е малку да ве расположиме, да пуштиме едно навистина преубаво оро од Академско културно-уметничкото друштво Мирча Ацев
Излезав од Скопје, станува збор за едно оро, еден сплет од Источна Македонија, а верувајте 70 години традиција, 70 години друштвото го споделува она што е најубаво од Македонија на сите континенти. Тие се нашите амбасадори на македонската култура, македонската традиција, македонскиот фолклор, на сето она што е навистина најубаво. Уживајте во следниве 5 минути, колку да се сместиме во останатиот дел од студиото, имаме навистина за што да се зборуваме. Останете со нас.
Јас се надевам дека навистина уживавте во изминативе 5 минути во овој прекрасен фолклор, во овој прекрасен сплет игри од Источна Македонија, од Академско културно-уметничкото друштво Мирча Ацев од Скопје. Како што ви кажав пред да го слушнете и да го видите ова прекрасно оро, доволно ни беше да си се сместиме во овој дел од студиото, каде што ни е наменет за нашите утрински гости. И веќе време е веднаш да ви ги представам. Ке почнам од дамата. Ана Белевска, играорка во АКУД Мирча Ацев, и господинот Благоја Јовановски, уметнички директор на Академско културно-уметничко друштво Мирча Ацев од Скопје. Ви благодарам што утринава сте наши гости, заедно со гледачите на Алфа телевизија. АКУД Мирча Ацев, што да се каже, 7 годишна традиција, 7 години го негувате македонскиот фолклор, македонската музика на сите континенти. 74. Ете така. Дури повеќе од 7 децении. Вие сте наши културни амбасадори, секаде каде што одите и каде што не представувате, и навистина престише и чест и задоволство да се биде член на едно вакво Академско културно-уметничко друштво. Она што е повод за вашето гостување е тоа што ќе се случува веќе од 20 до 24 август, етно фестивал на солидарност. Почнува од 1967 година, каде што Скопје е град на солидарност. Им се заблагодарува на сите земји кои што дадоа придонес во обновата на нашиот град по катастрофалниот земјотрес, и во чест на тоа се случува повторно еден концерт, кажав од 20 до 24 август, а вие ќе кажете за деталите и за учесниците и програмата, се што ќе се случува овие 5 дена. Па ако може ја да почнам, обично дамите почнавам, меѓутоа јас како уметнички директор, да. Значи, како што кажавте, Академското културно-уметничко друштво Мирча Ацев, формирано 1949 година. 74 години, како што кажавте. 74 години. И работи и делува во рамките на Универзитетот Свети Кирил и Методи од Скопје. Со своите ансамбли, фолклорниот, хорскиот, народниот оркестар и драмскиот ансамбл. Значи, овие 74 години имаме огромен придонес во културата во градот Скопје, Република Македонија, каде што друштвото секогаш е представувано во сите земји во светот, во голем број награди во Македонија имаме освојувано, така да представува еден бренд и традиција за македонскиот народ. Така е. Поводот, како што рековте, за ова гостување, каде што ја би сакал да ги поздравам сите гледачи на Алфа телевизија, затоа што сме чести гости во вашата телевизија, е организирањето на меѓународниот студентски фолклорен фестивал, кој по 44 пат ќе се одржи во градот Скопје, и по 6 пат хорскиот фестивал кој го посветуваме на 90 години од нашиот композитор и диригент професор Драган Шуплевски. Значи, тие се поводите кои што еве денеска... Тие се два фестивали, кои што ќе се случуваат 5 дена, така. Кои ќе се, значи, одржуваат во градот Скопје од 20 до 24 Каде ќе биде локацијата? Па вака имаме за хорскиот фестивал стандардна локација, тоа ќе биде музеот на ослободителната борба, на ВМРО, како што народски е кажано, и го знаат повеќето. Концертите на фолклорниот ансамбл ќе бидат на повеќе локации. На 21 ќе биде платото на млечниот ресторан. Вториот концерт ќе ни биде на 22 во Сити Мол. На отворено, така? Не, внатре ќе биде. И третиот концерт ќе биде на платото на плоштадот во Делфина. Во Влае. Така да овие се тие официјални концерти кои што ќе бидат зацртани во програмата на овие фестивали. Покрај тоа, значи, имаме и пропратни работи. Значи, од утринските часови во програмата е предвидено семинари, каде што сите земји, учесници на фестивалот, ќе се представат со своја народна носија, со нивна оригинална игра која потекнува од нивниот крај, потоа оркестар ќе се представи со нивните инструменти. И значи тоа е еден семинар кој што во утринските часови од 9:30 до 10:30 часот ќе се одржува. Имаме посета на старата Скопска чаршија, плоштадот
ќе го посетат, потоа кањонот Матка и други пропратни работи преку денот кој што ќе овозможат да сите земји и учесници кои што се дојдени на фестивалот да го запознаат градот Скопје и неговите убавини. Покрај тоа организираме национални вечери после официјалните настапи, каде што секоја земја се представува со своја национална храна, се представува својата култура, земја, својата традиција. Така, и твојата традиција. Од кои земји ќе бидат учесниците? Па значи имаме учесници од Словачка и хор и фолклорен ансамбл, потоа од Турција, од Словенија, од Србија. Значи ќе биде интересно да кажеме дека од колку часот ќе бидат концертите и дека влезот е слободен, може кој сака да дојде и да ужива во овој фолклор, така? Така, сите кои имаме доста заинтересирани веќе кои се јавуваат и прашуваат кога ќе бидат концертите, настапите на ансамблите, значи од 20 часот почнуваат фолклорните вечери, 19:30 почнува хорскиот фестивал, порано малку, затоа што е тој на затворено, така да немам толку проблем со времето и така тие. Значи ги повикуваме сите, овие 4 до 5 дена, во 20 часот ги кажавте локациите, влезот е бесплатен, сите да уживаат во убавините на фолклорот. И сега ќе вклучиме малку и Јана во разговорот. Вие кажавте дека имате безброј настапи, имате безброј признанија, награди како академско културно-уметничко друштво за сите овие изминати 7 децении постоење. Летово ви беше работно, како впрочем и секое лето. Како и секое лето, бевте во Абу Даби, бевте во Порто и во уште некои градови. Ана, ќе ни ги кажеш твоите впечатоци од Абу Даби, како ве прифати тамо публиката? Како го прифати нашиот фолклор? Па, накратко, одлично не прифати, меѓутоа, ајде да речеме, тоа беше фестивал кој што е малку поинаков од досегашните каде што сме учествувале. Ова е фестивал кој трае цело лето, организиран е така што секоја недела различна држава ги представува својата култура, своите традиции. Значи, нашиот настап, односно нашите настапи таму трае една недела, секојдневно тамошното население се запознаваше со нашата култура. Пред нашите настапи имаше еден краток видеобим каде што беа презентирани некои позначајни знаменитости од нашата земја. Да. Сето тоа се одвиваше на затворено, бидејќи нели таму е премногу топло. Да, и нивниот живот таму во летниот период е сведен на моловите. Значи се случува во моловите, на климатизирано, да, така што настапите нас ни беа во еден мол, каде што бевме постојано вклучени, односно настапите беа одредени интервали секој ден. Не ни беше тешко, многу ни беше интересно, затоа што луѓето таму се многу љубезни. Ние прв пат таму гостуваме. Само настапувавте како фолклорна? Како фолклорна, да. Имавте нешто, представувавте ова храна, некоја таква, или тоа беше само преку видеобим? Не, само преку видеобим, игравме, пеевме, ги презентиравме нашите кореографии и песни. Како бевте прифатени? Многу убаво бевме прифатени, односно луѓето од тамошното население, пак ќе кажам, беа многу љубезни. На почеток некои од нив не знаеа каде точно се наоѓа Македонија. Им објаснувавме, нели? Меѓутоа, многу од нив и знаеа каде е Македонија. И така, јас бев воодушевена од нивниот прием, од гостопримливоста и се надевам дека повторно таа истата организација, истата компанија која што го организираше овој фестивал, дека повторно ќе не повика на некој следен... Можеби следната година, повторно. Можеби се само да не е лето, да е можеби малку, да е есен или можеби зима, па на отворено, да е така. Бевте и во Порто, бевте и во други градови? Впечатоци од тамо? Да, оваа година почнавме со најмладите на фестивалот во Будва. Потоа имавме со така по мешан состав со повозрастните во гостување во Нови Сад, на Универзитетот во Нови Сад, каде што долги години соработуваме со нивниот студентски фолклорен ансамбл Сонја Маринковиќ. Имавме 2 заеднички концерти и следуваше турнејата во Абу Даби и после враќањето од Абу Даби веднаш заминавме за фестивалот во Порто, во Португалија. Имаше некаде околу 9 земји учесници од Чиле, Мексико, Боливија, Франција, Полска, Литванија,
ние како домајќини Шпанија, од повеќе држави, каде што навистина мислам, имавме доста напорни вечери, концерти, некаде после нашето прво представување, кога не видоа веќе почнаа да се јавуваат други организатори од други градови на фестивали и се случуваше во една вечер да имаме два различни концерти во два различни града. Така да малку околу тој програм, меѓутоа ние сакаме да ја представуваме нашата македонска култура, не ни беше тешко. Го посетивме Порто, го видоа фолклористите, градот е прекрасен, навечер се дружевме и сето тоа оставивме еден добар впечаток, каде што веќе од 3 организатори на фестивали добивме понуда за до година да учествуваме на нивни фестивали. Ги споменавте најмладите. Ние имаме подготвено едно видео, еден видеозапис и јас ќе ја замолам режијата ако може една минутка трае тонски да го видиме тоа, да видиме и како вашите млади водарки го изведуваат ова ора. Ете, тоа беа дечињата од Академско културно-уметничкото друштво Мирче Ацев од Скопје на возраст од 9 до 12 години. Прекрасна изведба на водарки. Така. Да се вратиме ние на нашиот разговор. Ако од Мирче Ацев кажав дека е престиж и голема гордост да бидеш член, вие сега вршите и уписи во основните училишта, предпоставувам, за помладите дечиња кои би сакале да бидат ваши членови. Од која до која возраст може да се биде веќе играорец? До кога? И Ана ќе ни каже исто до кога. До кога не знаеме, ќе видиме. Додека можете да играте, така? Додека можеме да играме, да. Јас тоа правило го следам, па ќе видиме. Значи, секоја година во септември објавуваме еден како конкурс, каде што можат од најмалит па до повозрастни да се запишат во Академското културно-уметничко друштво, фолклорниот... Значи од прво оделение, некаде од 6 години. Се од 7 години, секогаш ние препорачуваме така да таа возраст, затоа што македонскиот фолклор е специфичен и не е баш така едноставен за да може секој во помала возраст да го совлада. Да. И најдобра возраст за запишување барем во фолклорната секција е 7 годишна возраст, затоа што е долги години работа, ми знам на која возраст колку може да научат и да совладаат одората. И препорачуваме од 7 години да почнат и така ни се поделени групите, почетниците од 7 до 10 години, од 10 години до 14 таа како младинска група ја рачунаме и веќе после понатаму влегуваат во таа првата постава каде што како што кажа Ана, нема ограничување, обично до 30 до 31 година и 2, некои покасно. Додека може да се игра, нели? Бидејќи кажавте македонскиот фолклор навистина тежок за играње, нели? Имаме, значи, од понеделник до петок проби со фолклорниот ансамбл, хорскиот ансамбл исто така прави аудиција секоја година. Нивните проби се понеделник и четврток во различни простори, на различни места ни се просторите. Така да сите оние кои еве ги покануваме, кои имаат желба да учествуваат да бидат дел од Акод Мирче Ацев, кажете само покрај фолклорен ансамбл, имате хорски ансамбл, имате народен оркестар и толку и драмската секција која што во последно време е префрлена на факултетот за драмски уметности. Така.
Добро, 7 годишна традиција, имате навистина многу позади себе. 74 години, така. 7 децениска традиција, ете така. Имате навистина, како што кажавте, учествувано на безброј фестивали и надвор во земјата и кај нас, многу награди, признанија. Сакам да ве прашам овдека, каква ви е поддршката од Министерството за култура, од државата, колку државата вложува во нашиот фолклор? Бидејќи сепак вие сте наши културни амбасадори. Вие сте тие кои што не представувате надвор, значи ја представувате нашата култура, нашето творештво, она што е најубаво, исконско и највредно од Македонија. Значи има разлика во вложувањето. Ја мислам дека државата дури и повеќе дава за културата во Македонија од она што го гледаме како оправданост. Јас сум долги години член на, да речеме, директор на Меѓународниот студентски фолклорен фестивал 33 години. Сум бил секретар на фестивалот во Долнени 15 години со нашиот Пеце Атанасовски познат гајдаџија и директор на фестивалот која беше. Директор на Галичка свадба. 4 години бев, 2 мандати бев генерален секретар на Сојузот на фолклорни ансамбли. 2 мандати председател бев и представник во ЦИО во светските организации. И мислам дека во последно време голем хаос влада и во однос на финансирањето во Министерството за култура, затоа што таму значи нема вредности кои што комисиите ги оценуваат. Секогаш комисијата кажува една сума која што е определува по однос на програмите кои конкурираме, министерката други вредности, едни на други се ги префрлаат топките, манифестации кои што воопшто не заслужуваат да бидат финансирани, се финансирани. То сето оди по партиска линија. Значи веќе јасна ни е целата ситуација. Оние кои што навистина вредат се најмалку вреднувани, оние кои што воопшто не вредат, кои што воопшто не знаат што е фестивал, зборот, добиваат средства кои што навистина ни малку не ги заслужуваат. И тоа сето мислам дека критика на директно на Министерката за култура, која што навистина поготово македонската култура, македонските културно-уметнички друштва ги има фрлено буквално во аут настрана, не е воопшто заинтересирана, нити прави трибини, нити прави согледување на манифестацијата, остава паушално. Даени се одредени пари, нити се контролират манифестациите, нити ништо. И мислам дека таја треба малку да се запраша и дали го заслужува тоа место моментално како министер за култура во нашата држава, затоа што нашата култура има традиција во нашите манифестации, фестивали, има доста квалитетни манифестации кои што навистина воопшто не обрнува внимание, тоа е голем минус за Министерството за култура, а како што кажав, пари се одвојуваат доволно од државата, тоа ние знаеме во која држава живееме и со какви се проблеми се среќаваме. И тие пари што се даваат за овие манифестации треба да бидат навистина оправдани. Оправдани, така е. Меѓутоа, ја кажав, одредени манифестации, затоа што сум бил на многу места представник во самите организации, знам колку пари од прилика се потребни за да се тие манифестации одржат и вистински и квалитетно, меѓутоа премногу се даваат пари. Што прават? Сите ние знаеме. Значи тоа е некој криминал кој што навистина треба да се спречи и треба навистина вистинските пари кои што се одвојуваат во државата да се дават на вистински носители на проекти. Така е, така е. По овие два фестивала кои што ги организирате, имаме уште многу малку време, ве молам во една минутка. Што е она следно што може да се очекува од Акудмир Чацев? Како проект, како последно што треба после завршувањето на фестивалот, имаме гостување на хорскиот ансамбл на меѓународен хорски фестивал кој е со такмичарски карактер во Грција, во Паралија. Потоа со исто така младинската група одиме во Хрватска на фестивал, каде што тие на некој начин имаат смотра на нивните ансамбли кои што се со такмичарски карактер и ние сме поканети како гости кои што треба да ја представиме Македонија, да го представиме македонскиот фолклор на сите тие учесници таму. Значи тоа некаде во октомври ќе се случува, потоа завршните концерти ни се во Македонската опера и балет на крајот на година, завршниот концерт со фолклорниот и хорскиот ансамбл и така една
плодна година ќе се плодна, навистина, после овие заокружи. ситуации со короната кои што ги имавме, Така каде е. што бевме на некој начин спречени во реализација на програмите, сега навистина се отворивме и доста имаме работа. Така е, затоа и постоите, нели? Ви благодарам уште еднаш што ни бевте наши гости. Уште еднаш подсетување до сите љубители на македонскиот фолклор од 20 до 24 да бидат гости на фолклорното, на овој етно-фолклорен фестивал на Солидарност и на студентскиот хорски фестивал. Ви благодарам уште еднаш за вашето гостување, ви посакувам многу успешна работа и повторно ќе се видиме во некоја наредна прилика, бидејќи навистина има многу да се зборува за Акот Мирчацев. Ви благодарам. Благодариме. Ние, почитувани гледачи, продолжуваме понатаму со програмата. 8:30, време е за вестите на Алфа телевизија. Останете со нас. Неколку минути пред 9 часот, повторно сме назад во студиото на Алфа телевизија и продолжуваме со утринската програма Добро утро секое утро. Она што следува во продолжение е секако втората тема за ова утро, тема во која што и вас ве очекуваме да го земете вашето учество, овдека да си дебатираме, а темата е ниту еден македонски универзитет не се најде на Шангајската листа. Зошто е тоа така? Како вовед во оваа тема, ќе ви прочитам накусо дел зошто е тоа така или да ви дадам неколку информации, колку да имате време да го завртите нашиот телефон и да ни се јавите овде да го слушнеме вашето утринско размислување. Прв на листата е Универзитетот Харвард, а потоа следуваат Стенфорд и Технолошкиот институт во Масачусетс. Универзитетскиот професор Људмил Спасов вели дека потребни се сериозни и помодерни реформи во образованието. Само на таков начин, додава тој, ќе се подобри статусот за образовните институции во земјата. Нови попривлечни, атрактивни програми. Треба да се соработува со странски универзитети признати во светот. Затоа треба да се конкурира на европските проекти. Постојат кај нас такви европски проекти, нашите работат, но не доволно. И трето, треба да се привлече студенти од странство. Четврто, треба да се направат програми на англиски јазик, изјави Људмил Спасов, универзитетски професор. За социологот Илија Ацески и годинешната ранг листа не е изненадување, имајќи ги предвид условите и состојбите на факултетите. Според него, еден од начините да се подобри состојбата е специјално тестирање на дипломираните студенти во земјава. Оној универзитет или факултет кој произведува неквалитетен кадар да биде опоменат, ако продолжат со таков начин, ќе им се одземе лиценцата и тие кадри кои произлегуваат нема да можат да се вработуваат во државните институции, кажува Илија Ацески, социолог. Освен универзитетите од Македонија, во првите 1000 нема ниту универзитети од Бугарија и Албанија. Најдобро котира Белградскиот универзитет, кој е вметнат на позиција помеѓу 300 и 400 место. По него следи универзитетот во Загреб, па во Љубљана, кој годинава бележи драстичен пад во споредба со минатите години. Шангајската листа, иако важи за неформална, се смета за една од најрелевантните и се објавува од 2003 година. Оваа година биле анализирани над 2500 институции, а конечната листа ги представува најдобрите 1000 универзитети во светот. Македонските универзитети, односно ниеден од македонските универзитети не е воопшто рангиран меѓу овие 1000 универзитети кои што се котираат и се проценуваат според оваа Шангајска листа. Инаку, како една информација, државата треба да вложи околу 500 милиони евра да вложи во образованието, за да некој од овие универзитети биде до 500-то место. Значи, еден жален податок дека воопшто кај нас во образованието се вложува многу малку. Добро утро, доколку имаме гледач на линија, велам веднаш добро утро. Мислам дека немаме, некако така ми се слушна од режија. Ако во меѓувреме има некој на линија, може слободно да ни се јави и да си зборуваме на оваа тема, а може и на првата тема која што беше за тоа дали и како мислите дека може да се преживее со две пензии од 12.000 денари. Добро утро!
Добро, додека се воспостави контакт, додека воспоставите контакт со нас, да ви прочитаме во уште некоја информација, а тоа е информација дека денеска во Охрид се почнува летната школа по македонски јазик, на која што ќе присуствуваат околу 70 странски македонисти. Ете, ова е еден интересен настан за сите оние кои што се викендов во Охрид, и уште еден настан има во Охрид, а тоа се поетското читање, поетските средби во Велестово, кои што ќе траат петок, сабота и недела. Дали веќе имаме гледач на линија? Немаме се уште. Ајде да ви прочитам уште една информација, а тоа е информација од која што ни доаѓа од Струмица. Делата, само малку ми отиде погоре информацијата. Делата од 60-та Струмичка ликовна колонија ќе се изложат на 11 септември, денот на ослободувањето на градот. Ова ќе биде исто така една културна манифестација која што на 11 септември ќе се случува во Струмица. Добро утро! Добро, имаме некои најверојатно проблеми со телефонските линии. Доколку е тоа така, да прочитам уште некои информации. А тоа е информација која што ни доаѓа од Битола, во која што на 2 недели пред почетокот на новата учебна година во неколку основни и средни училишта во Битола се изведуваат реконструктивни зафати за подобрување на условите во наставата. Новата учебна година учениците од средното општинско училиште Таки Даскало ќе ја започнат во нови, реновирани училници, а наскоро ќе започне и постапката на замена на дотраената внатрешна дрвенарија со нова. Убаво е сите градоначалници да го следат овој пример и малку да ги подобрат условите на учениците во основните и во средните училишта. Кога сме веќе кај втората тема, значи ниту еден македонски универзитет не се најде на Шангајската листа. Зошто е тоа така? Ве прашуваме вас и го очекуваме вашите повици. И првата тема на која што говоревме некаде од 7 до 8 часот, тоа беше за пензиите. Дали мислите дека е во ред и дали може да се преживее со 2 пензии од 12.000? Добро утро! Добро утро! Повелете, во програма сте? Сум во програма. Да, повелете. Значи, фактички, дали може да се преживее? Да, тоа ни беше првата тема. Со 2 пензии, тие 2 пензии праќаат 300 евра. Значи, не ве слушам, зошто не знам. Јас ве слушам одлично, говорете си, да, ве слушам. Добро. Супер ве слушам, одлично. Ова прашање треба да му го поставиме на тие што зема по 2.500, по 3.000 евра. Да. Ив треба да му го поставиме, а ние што се јавуваме од време на време, знаеме дали може да се преживее и како се преживува со 2 пензии од по 12.000. Јас имам 400 евра пензија, така да сам живеем, знам како да преживеем. Денеска ќе одам лекоите да ги земам, лекоите се 3.500. И не зборувам за останати работи, струја, вода, џубре и така натаму, давачки што се неопходни, така да треба тие што треба да знаат дали може, треба да слушна, ама јас дока што гледам тие се глуви, па да не речам и слепи, ни гледаат и ни слушаат. Тие треба да го слушнат тоа и да се запрашаат таму, да си реча, луѓево како живе со 2 по 12.000 пензии. Има луѓе што живе со 1 од 12.000, не со 2. И то не е сам, може се 2-3 луѓе. Или да не речам постари луѓе кои што зема 12.000 пензија, сега тие 20-та обавезно сите луѓе над 50 години, над 60 години зема лекарства
што се многу скапи, сето е на приватно. Сите што се најскапи, јас што ги земам, се на приватно. Така да нека се замисла, ама тие не се замислува, ич не му е гајле за народот. Народот тие го мисла дека се исто како мравкине и ги газа. Воопшто не мисла за народот. Тие не мисла за своите си ги наместија сите полека на убави места, меѓуто има уште незадоволни и од нив. Не се сите со било какви пензии, да речеме, без разлика кој, дали македонци, дали албанци, дали турци, дали било кој. Значи, не бадијава луѓено се собира ондека штрајкува, бара, чајре. Ја не знам зошто не ги слуша некој и не излегува да му кажи или да се договора натре собрание или министерката што е, да се договора и да најда начин луѓено да не се мача по жештиниве, да сета по улици. Да. Имате ли, господине, да кажете нешто за нашата втора тема, а тоа е дека ниту еден од македонските универзитети не се најде меѓу оние 1000 најдобри универзитети во светот, рангирани според Шангајската листа. Какво е вашето мислење во врска со ова? Моето мислење е дека е точно тоа, што е на последно место, на последните места, да речам. И за тоа треба и тие да мисла. Ние не можеме ништо да направиме. Еден универзитет, Кирил и Методи, што беше во Европа еден од најдобрите, и тој го упропастија. Што значи... Државата воопшто не вложува доволно во образованието. Ете, таква информација ми кажаа гостите кои што беа пред малку, дека за да се стаса дури до 500 место, треба да се вложат најмалку 500 милиони евра во образованието. Тоа е еден од основните услови. Ама тие 500 милиони евра не ги вложуваат тие во образованието, него ги вложува или ги става во своите джебови. Така да, така е. Немам што да кажувам поиќе. Ете, случајно добив. Да ве поздравам и пријатно. Исто и јас ве поздравувам вас. Ви благодарам што ни се вклучивте ова утро директно во програмата. Додека ни се вклучи следниот гледач во програма, имаме можеби малку проблем со линиите, меѓутоа додека се тоа се среди, да ви прочитам уште една информација која што е од ВМРО ДПМНЕ со СДС и со ДУИ, и оваа година ниту еден универзитет од Македонија не е во првите 1000 на Шангајската листа. Образованието тоне, велат од ВМРО ДПМНЕ. Додека универзитетите од регионот напредуваат на листата најдобри универзитети, од Македонија нема ниту еден универзитет во првите 1000. СДС е партијата која ветуваше подобар студентски стандард, подобри услови за студирање, квалитетно образование, студентски град и што ли уште не. 6 години подоцна, ништо од тоа што ветуваа не исполнија. Напротив, и тоа што беше добро и функционираше го упропастија. Младите, за жал, се повеќе се заминуваат од државата, затоа што системот целосно пропаѓа. Потребен е рестарт и нови политики кои ќе донесат промени и резултати, додаваат од партијата. Добро утро! Немаме се уште гледач на линија, така? Така, добро. Ајде да најдам уште некоја информација, додека да ви прочитам, да споделам со вас, додека се средат телефонските линии. Имаме уште 15 минути. Еве една информација од Бехтел и Енка, која што можеби ќе ви биде интересна. Околу 100 од Бехтел и Енка за сега само саеми за вработување и најави за изградба на кампови. Околу 180 милиони евра се веќе префрлени од сметката на буџетот на Македонија на сметката на конзорциумот Бехтел и Енка, а на терен од изградбата на коридорите 8 и 10 за сега нема ништо, освен двете свечености за почеток на изградбата на коридорите. Вчера Бехтел и Енка во Гостивар
организираше и саем за вработување. Добро утро, велам веднаш до следниот гледач. Добро утро. Повелете, во програма сте, на која тема ќе си говориме? На секоја тема, ова што ќе го кажам, за се однесува. Повелете. Повелете. Ќе го искритикувам македонецот. Ми се лоши од менталниот склоп на тукашниот човек. Од ќоравоста негова. Гледање само до личното, себишното. Без гајде за се околу него. Така, во ниска култура на постојне, безчовечност, здраво општество, здрава држава не е можна. Та 30 години на ништо не личиме. Без свесност, ниту на стадо овци не личиме. Лоши работи, 30 години ги имаме. Вистинско реагирање нема. Толку само лелекање. Бедотија од постоење. Доста веќе од тоа, се некој друг ни е крив. За лошава состојба во Македонија, да, другите се криви. Но македонците се повеќе криви. Но првенствено ние македонците сме криви. Па после другите. Едноставно речено, со нашето недоклачено несуење им даваме сила на душманите. Благодарам. Ви благодарам, господине Здравко, за вашето утринско јавување. Добро утро, велам веднаш до следниот гледач. Здраво. Добро утро, повелете. Па види сега, право да ти кажам, ја толку сум возбуден, овој мајка Тереза или њоња Тереза, како го вика тој универзитет, што не беше дел од Шангајска листа, мислам. Таму се вадат прави ерудити, значи луѓе полни со знаење, со наученост, со едукација, со све, значи таму најголемите стручњаци таму излегуваат, значи во државата, а не ги ставија во Шангајска листа. Ке пукнам од мака, најискрено ти кажам, толку ми е машно и требаше и Вандерстул и за него ми е многу мака. Парно, такви универзитети со реноме, значи нешто не се ежам кога го кажувам овето, да не бидат у Шангајска листа. Штета, права штета сам. Тоа е нешто неверојатно. Иначе, овие наши универзитети не заслужуваат и некоја мафијашка листа, тамо некои бандитики што кажат од оние колумбиски картели, таму да ги стават, не па да ги стават на Шангајска листа. Така да, управо биле тие таму што одлучувале. Ама жалосно е тоа така, ни пропаѓа образованието. Толку е, све се купува и љубов се купува за паре, така и да црви. Така да све се купува и со такви дипломи се знае какви квалитети излегуваат, еве ги по собрание влегуваат, тука парламентарци изиграваат министри, чуда не знае да бекне од областа што ја представува. Ме интересира која тема беше првата? Првата тема беше како се преживува со две пензии од 12.000 денари. Вие сте пензионер, млад пензионер, зборувавме минатиот пат. Еве вашето мислење, ајде да го чуеме и на таа тема. Па Худини. Те чуле за Худини? Тој е магионичарот. Значи, правиш трикови магионичарски и екзибиции правиш и некако успеваш од еден крај на месецот до другиот. Да се сврзе. Значи, ова што го прават, оваа власт, пак ќе ги нагласам, не можам да издржам да не нагласам Америка, Британија и Европска унија на чело со Брисел. Значи, тоа е све поддржано од нив. Овие не можат да се силат, нити министри, нити парламентарци, не можат да се силат, да се прават мангупи на народот, да излегуваат со изјави дека ова не било уставно, ова вакво било такво, ако нема добар грб. Грбот им го дава таа плавушата од
талето. Значи, тука им е леѓата и тука се силат. Врати на назад. На избори никогаш не победиле СДСС. Провери, никад не победиле, а власт е. Значи, кој им ја дава силата, кој им ги пуни батериите? Значи, джабе народ гласа кога они се власт. Америка што ќе каже. Поздрав, пријатно. Ви благодарам, господине, за вашето јавување. Ако немаме гледач на линија, уште една информација да проследам до вас. Дали имаме гледач? Добро утро? Нема, добро. Уште едно поскапување на едни услуги од септември, бидејќи некој бран на поскапување повторно следи. Еве од септември нови цени на дел од поштенските услуги. Од 1 септември се воведуваат нови цени на поштенските услуги во меѓународниот поштенски сообраќај. Новите цени се однесуваат за писмата, поштенските картички, печатените работи и малите пакети. Ајде да видиме подоле дали има информација колку ќе чинат сите овие услуги. За стандардизирано писмо, поштенската услуга ќе чини 42 денари, а исто толку ќе чини и за поштенската картичка. Подоцна ќе прочитам и за останатите цени, бидејќи од режија ми сигнализираа дека имаме гледач на линија. Добро утро! Добро утро! Добро утро, дали се слушаме? Јас не слушам ништо, денеска имаме некој проблем со телефонските линии, меѓутоа еве додека тоа од режија... Ало? Добро утро? Ало? Добро утро, повелете, ве слушам, одлично. Ајде повелете, говорете си. Ало? Добро утро. Добро утро. Повелете. Повелете, ве слушаме, господине, зборувајте си. Добро утро. Ајде додека ни се вклучи гледачот, уште малку да прочитам околу овие поштенски услуги. Поштенската услуга за нестандардизирано писмо од 20 грама во соседните држави и во земите од Европа, кои се во втора зона, од септември ќе биде 42 денари. А за останатите држави од Европа, кои се во третата зона, како и од Австралија, Нов Зеланд и во другите делови од светот, ќе чини 45 денари. За препорачаните писма ќе се доплаќа 139 денари како дополнителна цена, која ќе се додава на цената на основната услуга. Дали може би имаме гледач на линија или да прочитам уште некои услуги? Кај малите пакети до 100 грама, доколку се праќаат во соседните држави и во земјите од Европа, од втора зона ќе се плаќа поштенска услуга од 105 денари, а за останатите европски држави кои се во трета зона, како и за Австралија и Нов Зеланд и останатите држави ќе се плаќа 120 денари. Добро утро. Добро утро. Повелете, во програма сте, ве слушам. Алфа телевизија? Алфа телевизија, да, повелете. Се јавуваме од Штип. Поздрав. За првата тема. Може, ве слушам. За пензионерите. Па двојца пензионери со 12.000 и така. Ама еден пензионер со 12.000, не знам оваа тренческата дали со која кълго тоа кажува. Да се гледа на стаж, да се гледа на вода, да се гледа на оно. Со 30 години стаж да отидеш под стече. Не по твоя вина, дека не си сакал да работиш. И да вземеш 10.700 пенсија. Ако она може да издржи, тогава значи може да сите да издржат. И сите се организират сега на големиот протест. И на улици, на патовите, некај Скопје, некај Велес, некај сите градови, сите ќе излезат. Ако она мисли дека може со една пензија од 12.000 или од 10.700 да се помине месецот сам. Дали сте се уште тука? Да. Продолжете, зборувајте си, ве слушам. Па што друго да кажем, Злата, што друго да кажем? Да не сакате може би за втората тема? Втората тема ни е какво е вашето мислење дека ни еден од македонските универзитети не се најде меѓу 1000 најдобри универзитети во светот, рангирани според Шангајската листа? Тоа многу зборува за нашето образование. Па се е политика, Злато. Ако имаш пари, ќе имаш и диплома.
Ако имаш пари, ти имаш и диплома. Тук са кај нас така и факултети се. Само ако имаш пари, едно време е било. Ние ако сме учили, ако съм факултетски образована, ако сме учили, ако сме одили на изпити, какво е било. А сега у индексчето пари, не знам што да кажам. Ама тоа е многу лошо. Лошо, тоа никаде не води, само до едно големо незнаење. Да, затоа и таква ни е државата. Да, за жал. Толку е злато, затоа таква ни е државата. Оние кои што сакаат да учат, ни бегаат од државата. Ке почнат малку да учат, ке видат каква е состојбата. Прва година, веќе во втора година ни се селат, ни бегаат младите и веќе ке нема никој да не лечи, никој да не тужи, никој да не суди. Ете, буквално ке немаме кадар. Да. Порано имаше диплома, имаше школа. Сега само пари ако имаш. Секи имаш. За жал. Само пара. И од тоа детето сите ни се по другите држави. Фала многу на... Ви благодарам и јас на вас за вашето јавување. Ви благодарам што ни се вклучивте, што успеавте да ни се вклучите во програма. Ако имаме уште еден гледач на линија, велам веднаш добро утро. Ало, добро утро. Добро утро, повелете. Убав ден. Исто и на вас, нека е убав денот. На сите на Алфа. Да благодарам. Ти кажам, не се живее со пензиите со 12-13 000 денара. Не може човек да обстане. Нека дојде Тренчевска и јас ќе ги дадам тие пари и нека живее цел месец. Ако може да издржи со 13 000 денара, само што ќе влезеш у продавница и јадарката 3 работи ќе купиш и нема ништо да... И јадарката веќе отишла, точно. Отишла, нема ништо. И не знам како може... Треба они власта да си ги каже по 100%, а на народот да не им даде барем 3000 денара. Не се ништо 3000 денара, па фондот има, како има за нив, така има и за нашите, и за пензионерите. По 3500 денара на сите еднакво и нема никој да се лути. Нема што и да се прави sa пресметки, sa собирање на луѓе, па не знам што. Нас нека не мавта, не сум неписмена. Учам гимназија и ги знам сите работи. Не сваќате ли? Не сум неписмена. Ако сум неписмена, тоа е друго. И таа колешка моја, што беше на улица, живее со 10.000 денара, 9.000 и нешто. Што јадеше корки леп. Корки леп нема што да... И оболена е, со стап оди. Срамота и греота е бе. За апчиња нема пари жената. Било кој да е. Треба да... За секој еден човек ми е жал. Ако веруе човек у Господ, оти Господ постои. Да не мислат дека се во парата е. Господ постои и не знам една ден кај ти им оди душата на некого. Оти некој во Библијата пишуе, бил многу богат и рекол имам јас за цел живот да живеам. И рекол Господ, јас ќе дојдам вечерва и ќе ти ја земам душата. Што ти имаш? Затоа не треба да се креваме многу сите на високо. Треба сите да бидеме еднакви. Да живееме убаво, да се сакаме меѓу себе, да се поштуеме. И мислам дека не сгрешив нешто, извини вака ако сгрешив нешто, нека ми простат, ама не е само они да си изимаат во джепови, а некој сине да страда за леп. Извинете вака. Така е. Пријатно ви пожелувам се најубаво и среќни празници, теа е преображение, не се зборуе лошо, за никого не мислам лошо, Господ да ми плати, ама мислам треба да се погледне вистината. Ја мислам, не знам како може тоа човек да го каже не може. Не може. Може. Одма, не ќе собираме луѓе, па ќе комисии, па уставни, и аустави, и тоа судии, не знам што има судии. Толку и готово на секој еден да си живее нормално. И после пак нека се качуе. Има пари, како има пари за нив, и Бегтел, и Енки, и таму, и не знам што. Како па за нас па нема пари. Тоа не може да биде така. Па ние сме луѓе, не сме говеда и ние треба да јадеме и да живееме. Јас секој еден го поштувам. Ама па некој да ме понижува и да ме гази, тоа мене ми е многу тешко. Извини вака.
Може би сгрешив нешто? Не, ви благодарам. Не сгрешивте Пријатно, ништо. Ви не. благодарам, убаво си кажавте и баш на крај сакав да кажам дека убаво кажавте дека еве и така и ќе завршам, вие сте и нашата последна гледачка, ќе ги употребам вашите зборови кога рековте дека треба да се сакаме, треба да сме сите сложни, треба да си се почитуваме меѓу себе, не само пред овие празници, еве како што кажавте преображение, туку така да живееме сплотени и сите заедно. Ви благодарам, почитувани на сите вас кои што и ова утро бевте заедно со нас. Во изминативе 3 часа се дружевме, претпоставувам и верувам дека бевме убаво ваше друштво. Останете ни во добро здравје, останете ни во добро расположение и повторна средба заедно со нас. Ви закажувам веќе утре 6 часот и 25 минути. Добро утро ке ви посага Сузана Турунџиева. Останете со Алфа.